верувам дека и ова вклучување ќе биде добродојдено за нашите гледачи, односно ќе дадеме повеќе информации за тоа какви временски услови не очекуваат во текот на денешниот ден, но исто така и во текот на идните денови. Ќе ве поздравиме уште еднаш во последното вклучување на лице место од Управата за хидрометеоролошки работи. Да и посакаме добро утро на мојата денешна гостинка, дежурен синоптичар Марија Цветковска-Атанасова. Добро утро и добро дојдовте во утринската емисија. Добро утро, ви благодарам. На самиот почеток, какви временски услови не очекуваат во текот на денешниот ден, до крајот на денот? Утринава можевме да забележиме дека навистина имаме повисоки температури, барем она што јас можам да го забележам надвор и сончево време. Но што не очекува до крајот на денот? Значи, утринава можеби во Скопје имаме повисоки температури, меѓутоа во Берово се измерени -6 степени. Значи, најтопло беше 2 степени во Виница денеска. До крајот на денот ќе се задржи сончево и топло време и релативно тивко време. Максималните температури ќе се движат до 18 степен денеска. Кажете ми, какво време не очекува во текот на викендот? Дали ќе имаме вакво време како во Скопје и во текот на викендот, односно дали ќе можеме да испланираме некои поубави активности? Па не баш. Значи, до крајот на работнава недела, до петок, ќе се задржи вака стабилно сончево и релативно топло време. Меѓутоа, за време на викендот и во понеделник се очекуваат слаби локални врнежи од дожд. Дали може да се очекуваат временски услови како во текот на вчерашниот ден, бидејќи во текот на вчерашниот ден имавме... Така некако, да, слични такви услови, да. Бидејќи ми напоменавте дека во текот на викендот и понеделник имаме малку по нестабилно време, ето со врнежи од дожд, дали тоа може да се очекува за целата наша земја или во одделни региони? За целата земја, да, генерално, и температурите би биле за степен 2 помалку од колку што се сега. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да кажеме нешто повеќе за какви временски услови не очекуваат овие денови. Благодариме на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека овие информации беа добродојдени, да кратко вклучување, но верувам со информации кои што ќе бидат добродојдени за нашите гледачи, со оглед на тоа дека напоменавме многу повеќе за временските услови кои што ќе можеме да ги очекуваме во главниот град Скопје, но и во целата наша земја.